Застрашувачки пораст на бројот на нови позитивни случаи со ковид и починати. Вирусот не бира. Битката ја губат и млади луѓе. Болниците се преполни. Ситуацијата станува алармантна. Се бара место повеќе. Еден пациент излегува, друг влегува на негово место. Благојче Ивановски од Битола го затекнавме на излегување од инфективната клиника во Скопје. Среќен е што си оди и што успеал да ја победи болеста по цел месец болничко лекување, но вели дека многумина не ја добиле битката, а траумите од се што видел таму ќе останат за секогаш. Тоа што го поминав, само треба да го поминиш, дека кога не можам да објаснам. Колку беше тешко, самата атмосфера натре, колку има болни, колку тешко се гуши, се стварно не можеш да опишеш. Многу тешко поминав. Има некој поправил полесно, некој. Вие како го поминав? Јас го поминав, да речеме 5-6 дена, многу беше тешко со гушење, со немаш воздух, не можеш да дишиш. Како риба на суво, едноставно е тоа. После други се траумите, до мен имаше што почина, па и тоа го гледаш. Јас легов за да се качи друг. Сега си одам дома, а веќе него го носеа горе да се качи. И ше мислам, неголемата катастрофа, гледам персонало горе, не знам, јака му душа. Ептен се малце луѓе, секој вика сестра, сестра, некој се гуши. Инфективната клиника е комплетно исполнета. Директорката Милена Стевановиќ вели дека ситуацијата засега е под контрола. Максимумот на инфективната клиника се овие бројки. 100-105-6 кревети на инфективната клиника и 72 во модуларната. Кадарот кој работи на клиника и помошен и средномедицински, како и лекарски специјалистички кадар е на клиниката, меѓутоа и се дојдени колеги интернисти од другите установи. Новиот октомвриски бран со коронавирус ја искачи нашата земја високо на листата по бројот на заболени и починати во Европа. Ке го издржи ли македонското здравство новиот удар со коронавирусот? Ова зад мене е модуларната болница која е дел од инфективната клиника. Тука постојано доаѓаат тешки случаи, пациенти умираат, пандемијата одзема човечки животи, капацитетите се преполнуваат. Ова досега е најсилниот бран од почетокот на пандемијата со коронавирусот досега. Најмногу заболени според Институтот за јавно здравје се на возраст од 30 до 39 години. На удар се луѓето над 60 години, а анализата покажала дека 85% од починатите имале претходни заболувања и покрај овој факт, хроничните болни немаат посебен третман на заштита. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека овој бран го предвиделе пред време. За сега мој термин останува да функционира нормално, но поголемиот дел од здравствениот систем ќе се стави во функција на пациентите со ковид. Ние спремаме и дополнителни капацитети каде што би биле хоспитализирани овие пациенти и ги пратиме трендовите. Свесни сме дека има еден огромен пул на пациенти диагностицирани кои во даден момент може да им се влоши здравственото состојба. Матичните лекари имаат проблем со закажување на термините за тестирање. Пациенти чекаат и по цела недела или се препраќаат во други градови. Секојдневно ги освежуваме податоците, гледаме дури во други градови. Замислете, ако имаме шанса да закажеме некој пациент што може да го однесат, дали родителите, да го истестираме, ако треба и во близина. Куманово, Тетово, Велес, ако ни се укаже шанса, ги пуштаме и таму. Поради потребата од што повеќе тестирања, јавното здравство вклучи дополнителни 350 тестови на ниво на цела држава, 8 месеци по пандемијата со коронавирусот во земјава, откако министерот Филипче им даде можност на приватните лаборатории да заработат околу 6 милиони евра на сметка на граѓаните со високи цени на ПСР тестови, кои ги плаќаа од свој джеб. Тој најави можност и приватните лаборатории да тестираат на товар на Фондот за здравство. Спремни сме да видиме доколку има огромен притисок и во следните неколку денови апсолутно да вклучиме и дел од приватните лаборатории во мрежата се со цел да
им се олесни пристап на граѓаните. Но она што најмногу загрижува е високата стапка на смртност од COVID-19. За да се растеретат капацитетите на инфективната клиника и ГОП 8 септември, каде се најтешко болните, пациенти се лекуваат во болниците во другите градови, кои пак кубурат со лекари, со инфектолози и со медицински сестри, запоставувани со години, просторно, со кадар и опрема. Овие болници сега го одат најтешкиот пат, ја бијат битката со непознатиот вирус. На рап на сили сме. Имаме 55 кревети на инфективното оделение и само 20 инфектолози. Се е исполнето со пациенти. Помага персоналот од цела болница. 40% од пациентите се на кислородна поддршка. 6 респиратори не сме ги употребиле досега. Имаме план Б ако продолжи да се зголемува бројот, вели Ален Георгиев, директор на болницата во Штип. Наќе Гогов, директор на болницата во Струмица, вели: имаме потреба од медицински кадар, оптоварени сме. Имаме само 3 инфектолози, од кои еден е позитивен и е во изолација. 27 специјализанти им помагаат на инфектолозите. Еден инфектолог доаѓа од инфективна клиника, еден лекар од пулмологија, но не е доволно. На крај на сили сме. Ни требаат и лекари и медицински сестри, вели Гогов. Во болниците во внатрешноста се лекуваат, но и секојдневно умираат пациенти. Од ковид до сега во државата починале скоро 1000 луѓе. Причините за зголемената смртност се различни, вели Стевановиќ. Непредвидливоста на болеста, динамиката на незиното влошување и таквите пациенти ги прифаќаме на клиниката од целата држава, како и пациенти кои се лекуваат во Скопје. Некои од нив во текот на домашното лекување ја развиваат болест, имаат потреба од хоспитализација, ги примаме нив, но неретко и немалку се и пациенти кои едноставно сметале, не верувале, не сакале да бидат лекувани и доаѓаат во исклучително тешка и критична состојба. Доктор Нико Беќаровски, интернист и клинички токсиколог, смета дека проблемот е двостран. Прво затоа што има луѓе кои не веруваат во вирусот и доаѓаат кога е веќе предоцна, а потоа и заради третманот, односно лекувањето кај матичните лекари по телефон. Све се сведува на телефонска комуникација. Граѓаните, за жал, не може да ги препознаат раните знаци кои што сугерираат на влошување на болеста и затоа се случува во крајно тешка состојба да се трансферираат пациентите на инфектологија. Мислам дека би било многу поедноставно и подобро која би се овозможило секој, ако ништо друго, барем објективна оксиметрија да се мери, тоа е едно едноставно ефтино апаратче кое што може на секој да му се даде, 3 пати на ден да види колкава е неговата сатурација во крв, 5-тиот ден да пројде една екипа од лабораторија која што би зела лабораториски анализи и доколку се појават компликации, секако и рентген, за да може да ги пратиме адекватно вистински болните кои што лежат во домашни услови. За брзото ширење на вирусот надлежните вината ја фрлаат на граѓаните заради непочитување на мерките, неносење на маски, па затоа беа донесени измените на Законот за заразни болести. Нема воведување на карантин или полициски час, како што тоа во моментот го прави Европа. Задолжително носење на маски на отворено, забраната за домашни собери, забраната за ограничување после 22 часот навечер на јавни површини. Сите угостителски објекти затворени во 23 часот практично имитираат полициски час. Да се почитуваат мерките за заштита апелира и Весна Вучич, сопруга на познатиот музичар и водител Драган Вучич, кој почина од коронавирусот, а и таа беше хоспитализирана на инфективната клиника. Ние се уште се однесуваме крајно неодговорно. За жал ја имав големата несреќа да доживеам трагедија во семејството. Бев и јас една од тие што го прележаа вирусот. Ја помирисав инфективната клиника. Се соочив со многу кои лежеа таму. Меѓутоа морам да ви кажам и на разликата во еден момент, 2 дена пред да си заменам од болница. На вториот кат на инфективна немаше никој, бев сама. Значи, што се случува после 8 месеци да не можеме да сватиме колку е сериозна работата. Пред нас се тешка есен и зима. Неизвестно е дали казните за непочитување на мерките ќе донесат резултати.
како ќе се справиме со непознатиот непријател. За сега никој не може да предвиди колку ќе трае пандемијата со коронавирусот, но за да заврши побрзо, потребна е дисциплина од страна на сите граѓани и почитување на мерките, а институциите да реагираат навремено.